Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Започнуваме со добра и лоша вест. Дали сакате прво да ја слушнете добрата или лошата вест? Ке почнам со добрата, бидејќи лошата ја знаете. Добрата вест е за Албанија, која на 15 октомври ќе одржи меѓувладина конференција со Европската Унија, на која ќе ги отвори преговорите по кластерот 1 основи вредности. Лошата вест си ја знаете. Ние нема да бидеме дел од таа меѓувладина конференција. Препреката за нас е блокадата од Бугарија, тоест внесување на бугарите во Уставот. Потпишан е договор за добрососедство меѓу нас и Бугарија, но од договорот нема ни Д. Последните настани што се случија во Бугарија одат во прилог на тоа. Него истакна македонското знаме кога нашата председателка Гордана Силјановска-Давкова беше на посета во Софија. Дури побараа оставка од вице-премиерот Александар Николовски, кој остро им одговори за нивната одговорност. И прво Бојко Борисов, а потоа веднаш на најако ги ставија и Каракачанов и Ковачев. Оно што ве прашуваме денес, дали владата со новиот пристап во односите со Бугарија прави чекор напред или назад кон Европската Унија. Нема да пропуштиме секако да ве подсетиме дека треба да земете активно учество, пред се да не заследите на Facebook и Црвена линија и секако Facebook профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите, но и прашањата кои што ги поставуваме до гледачите на Црвена линија. Меѓу другото, топло препорачувам што поскоро, ако не следите, да не заследите и на Инстаграм. А еве и зошто. Меѓу другото, ке можете да кликнете на Инстаграм стори и веднаш активно да земете учество во денешната анкета. А во денешната анкета ве прашуваме: дали со внесувањето на бугарите во Уставот ќе се смени нешто на подобро во нашите животи? Имате две опции да одговорите, односно кликате на вашиот одговор, дали е тој да или не. Ке се пресмета, се разбира, во проценти, а резултатите ќе се соопштат некаде конкретно Црвена линија. Јас ве охрабрувам секако сите вие кои што нема да успеете да се вклучите на 023070005, секако во текот на целиот ден и се до утрешната тема можете активно учество во Црвена линија, односно во темите за кои што зборуваме, да земете преку коментари, односно да го испишете и искажете вашиот став. Но како да е, мора да признаеме и со нетрпение очекуваме да имате и во ова издание во новата сезона активно учество. Ќе продолжиме со прилогот на Петар Догов, а потоа со вас. Македонија останува во чекалната на Унијата, а соседна Албанија продолжува да врви по патот на интеграцијата. На премиерот тоа му било посочено уште при посетата на Брисел пред една недела. Европските партнери немале слух за предлогот на Мицкоски за одложено дејство на уставните измени, истите да станат ефективни откако ќе завршат преговорите и ќе се ратификува пристапниот протокол. Барањето за бугари во Уставот за премиерот е ништо друго туку само диктат, иако тоа е единствениот услов за Македонија да продолжи да преговара. Владата ќе каже не благодарам. Не треба повеќе на сметка на национални отстапки, идентитетски отстапки, без гаранции да прифаќаме услови. За мене ова е диктат. Ако е ова условот за Македонија да продолжи да преговара, тогаш, тоа го кажав и во Брисел, не благодарам. Ајде ќе завршиме процедурата. Нема проблем, имаме бројка 80. Но тие амандмани што сега ќе ги поминеме, да важат и да бидат ефективни кога Бугарија ќе го ратификува пристапниот протокол за нас во рамките на Европската Унија. Од коалицијата Вреди, кои се дел од владата, тврдат дека нема отстапки. Македонија ќе продолжи да оди по европскиот пат и останува временската рамка до 2030 година, како рок во кој државата ќе се обиде да фати приклучок со Унијата. Прво да почекаме официјални информации, владата и Вреди остануваат посветени на ова прашање во врвните приоритети на нашите политики и се надеваме дека брзо ќе најдеме решение.
Сигурно дека како коалиција, и како влада и како коалиција ВЛЕН, ќе работиме сериозно да проблемот билатерален со нашиот источен сусед што побрзо да се разреши, да го фатиме чекорот со Албанија и заедно и со двете други кои веќе работат на поглавијата да бидеме првите земји до 2030 година кои ќе бидат рамноправни членки на Европската унија. А почитувани, сега со нетрпение очекуваме да ве слушаме и секако да го дадете вашиот одговор на денешното прашање на Црвена линија. Дали владата со новиот пристап во односите со Бугарија прави чекор напред или назад кон Европската унија? На самиот почеток пред првото вклучување и напомена од технички аспект, не заборавајте никогаш по вклучувањето во режија целосно и да го намалите тонот на телевизорот, се разбира да нема никакви пречки и да повторувам, немате чувство дека некој друг зборува наместо вас. Како и да, верувам дека го имаме и првиот гледач, па да видиме кој ќе биде или гледачка одговорот на прашањето дали владата, еве повторувам, со новиот пристап во односите со Бугарија прави чекор напред или назад кон Европската унија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав. Добро здравје да имате. Големо и добро здравје ви посакуваме секако и вам. Па еве, дали владата прави чекор напред или чекор назад кон Европската унија со новиот пристап кон односите со Бугарија? Многу напред. Само назад, 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 така прави. Таа е Българија. Българија, Татарија. Според вас Бугарија прави чекор назад, назад, назад или владата со новиот пристап? Татарија, не Българија. Татарија. Добро, продолжете, ве слушам. Најверојатно Црвената линија веднаш беше активирана и ќе образложам во новата сезона да не заборавиме да внимавате и на тоа дека Црвената линија веднаш се активира. Не можеме да ја спречиме, особено кога се употребуваат навредливи зборови, говор на омраза и секако било какво непристоен говор. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, во Црвена линија сте. Повелете. Се јавуваме од Неготино. Сакаме баш прв пат се јавувам нешто околу темата да Драго кажам. ни е. Повелете. Дали Бугарија? Па не знам ние Бугарија дали... Вака е прашањето, ве молам, дали владата со новиот пристап во односите со Бугарија прави чекор напред или назад кон Европската унија? Да. Па ја мислам дека Македонија не прави чекор назад. Македонија прави чекор напред во смисла тоа дека треба да си го одбрани суверенитетот првен. Најпрво да си го одбрани суверенитетот, па посебно ние можеме, има начини, мислам и други начини на кои што можеме ние нели да расправаме. Моje мислење е такво дека целата еуфорија што ја викаме ја прави само Бугарија и не сме ние едноставно заложници сме ние на Бугарија, што може би уште 50 години ние нече можеме да излеземе од едноставно речено криза. Ајве, дали со внесувањето, се извинувам, на бугарите во уставот ќе се смени нешто на подобро во нашите животи според вас? Во нашите животи не. Во нашите животи не мислам. Дали е тоа се? Имате уште нешто да надополните? Ништо тоа. Така, благодарам многу за вашето вклучување. Секако останете да не следите понатаму за да слушнете што ќе одговорат и останатите гледачи кои што ќе се вклучат. И верувам, иако напоменавте дека вие прв пат да учествувате, нема да биде и последен. Добар ден! Здраво! Здраво, голем поздрав до вас! Поздрав исто до вас! Па, кој ќе биде вашиот одговор еве на ова денешно прашање, дали владата со новиот пристап во односите со Бугарија прави чекор напред или назад кон Европската унија? Јас мислам дека дека не е искрено ова нешто од страна на овој, да го речам, премиерот. Дека ова е некоја парца тука за да ги одоброволи тоа гласачкото тело што му ги донесува тие 58 пратеника во собрание. Гледам денеска на некои вести, сега не знам на која телевизија ги гледам, Муцунски се сретнал со тој му го заборавив името, американецот, што викаше дека со Мицковски
не се договара кола на старо да се купи не па нешто друго. Па се гушкаат, се поздравуваат таму со тој, значи тој Муцунски заедно со тој истиот што го спомна. Ајде, дали со внесувањето на бугарите во уставот ќе се смени нешто на подобро во нашите животи? Значи, види вака, јас сум против Европска унија. Мене по можност треба све да се прекинат секакви преговори, разговори, договори со таа Европска унија. Европска унија е во рецесија. Европска унија се распаѓа. Европска унија, барем тоа беше некој джин предумирање, не е ни джин предумирање. Тоа ти беше она у колапс. Толку е у колапс што не знаат сами со себе што да прават, пребедејќи се измеќари на американците. А гледам времето истекува. Ајде, биди поздравена, пријатно. Бидете поздравени вие, секако останете со нас. Еве тука и напомена уште еднаш, како што и на самиот почеток кажавме, не заборавајте дека активно учество преку коментари можете да имате и на нашите социјални медиуми, поточно на профилот на Црвена линија на Facebook, како и профилот на Телма телевизија. А како сето тоа изгледа таму, еве можете да видите по тоа што секогаш објавите на темите низ фотографија, каде што секако се поставува прашањето. Денешното прашање во однос на темата на Црвена линија е дали владата со новиот пристап во односите со Бугарија направи чекор напред или чекор назад кон Европската унија. И секако имаме коментар од Пламен Цветков, кој што пред се ќе го прочитам во оригинал, кој што е напишан на бугарски јазик, вели: снимката и въпросите ви се манипулативни, извън всякакви журналистически стандарти. Сеете омраза и ще пожнеете неуспехи. Она што во превод значи, Пламен Цветков има напишано: фотографијата и одговорот ви се манипулативни, вон секакви новинарски стандарти. Сеете омраза и ќе пожнеете неуспеси. А јас ќе одговорам од моје и од името на редакцијата на Црвена линија. Фотографијата воопшто не е манипулативна. Прашањето е наменето за гледачите на Телма телевизија и за сите што не следат на социјалните мрежи. Не го видовме вашиот одговор, а дали сееме омраза? Во нашата емисија не знам дали не следите, Црвената линија секогаш е активна и нема место за некој кој навредува, употребува прости зборови и манипулира. А за успесите, кога станува збор, морам да признам, задоволни сме. Продолжуваме со гледачите кои што ќе ги вклучиме во живо во Црвена линија. Секако поздрав до Пламен Цветков, благодарам што не следи и секако нека продолжи да не следи, а останатите секако можете да дадете одговори и преку коментари. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Па вака. Владата прави огромна грешка, например, со тоа што бугарското прашање го става со одложено дејство. Значи, првен во Европска унија, па после да се решава, да се прифатат бугарите во уставот, да се промени уставот. Тоа ни Европска унија не го сака, а ни Бугарија не го сака. Ние сме ситна риба во случајот, така да не можеме ние да диктираме темпо. Темпото го диктира посилниот. Тоа треба да го имаме во предвид. Сега нас ни фали салам политичар да ја изигра ова игра. А не може политичар, почетник, да кажува така, тие се популистички пароли. Првен таму, па после таму, како? Шо е тоа? Ние ќе условуваме некој? Ние бараме за да влеземе во Европска унија. А не сме ние тие кои што веќе добија во Европска унија, па сега ја условуваме Европска унија, вака сакаме, онака сакаме. Ние сме тие кои што би сакале да влеземе во Европска унија. Ете, Албанија не пречекори, готово, си замина во Европска унија. А ние ќе си чекаме и понатаму. Дали ви се чини дека со внесувањето на бугарите во уставот ќе се смени нешто на подобро во нашите животи? Да, не? Па требаше да се смени, требаше на таа тема да се разговара со Европска унија и со бугарите. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Останете со нас секако да слушнеме што ново ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во Црвена линија сте.
Може да разговараме? Да, повелете. Вака сега. Дали владата греши? Владата не греши. Не, дали владата со новиот пристап во односите со Бугарија прави чекор напред или назад кон Европската Унија? Не прави чекор назад, туку прави чекор напред. Зошто? Бидејќи Европска Унија, односно Америка, сакала или не сакала, Македонија ќе ја прими во ЕО. Причините се стратегиски. Денес геостратегиските интереси на Америка, кои го диктира темпото во Западна Европа, се огромни на Балканот. Така да, сите тие се лажат кои виркат дека владата прави грешки. Не прави грешки. Бидејќи ние имаме алтернатива, и гледам пред малку луѓето кои сега ги слушам, пред малку луѓе кои говорија, нема перспектива во нивните разговори. Ние сме мали, ние кои уценуваме. Не уценуваме ние никој. Ако не сака Европа, која, ајде не кажем што ни прави до сега, ќе не прима. Ако не сака, нека не ослободи. Има многу голема алтернатива. Јас им советувам на Мицковски и на сите во Македонија политичари и на народот. Што бараме ние во овој табор на Европска Унија? 0,20 стапка на развој лани 2003 на Германија. Сите други, кажи ги речи, и Франција, и Британија, etc., се околу 1-2. Земете ја Кина, галопира за 3 години 21%. Благодарам многу за вашите одговори во црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте, повелете. Вака сега, владата не прави чекор назад. Чекор назад прави Европа и оваа влада што замина направи големи чекори назад, каде што не можеме да дојдеме ни до пред 7 години. И уште еднаш ќе повторам, владата што замина направи 100 чекори назад. Нас ни беше речено да смениме име и ќе не примаат во НАТО и во Европа. И тука треба да застанат, макар што не направија добро со промена. Нас не испочитуваа нас народот во Македонија. Тие си го направија, ние не гласавме за Северна. Така да Европа не се понаша по невидините стандарди и по тие копенхагенски критериуми. И шо ова ние мали народи, бе кој мали, па и Црнагора, и Словенија, и колку држави, бе зошто така се понижувате, море македончиња? Зарем убаво вие ова што го правите? Тако и овој сега ќе ми кажува катастрофа било то сега што се одделила Албанија. Албанија е друга прича, ние друга, на нас само ни се поставуваат такви критериуми, бре. Па ние мора да застанеме еднаш тврсто на нозе. Кој сака нека оди во Европа, нека замина тебе полесни услови има. Албанија, па то беше заеднички договор Албанија со Бугарија за да ги внесиме само за да почниме, а отом потом дали знаат овие, дали се свесни македончињава. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Дали сум ја на линија? Да, сега го повелете и тоа во новата сезона. Благодарам. Па ве чекавме, ве немаше никаде. Па како вела, ти вчера реков, кој чека ќе дочека. Па еве, според вас, какви ќе бидат одговорите на нашето прашање? Прво, ние, нашите политичари, не знаат да водат политика. Тие прво меѓу себе треба да се договорат, да најдат начин, да го најдат најдоброто решение. Јас во една друга треде пред малце го кажа, реков нашите политичари, не реков, значи, меѓутоа, некој не дослушува, па ме искритикува за тоа, се не е добро што го коментирам кај вас. Значи, ние се додека не најдат начин двете политички поголеми партии, ВМРО и СДС, значи, се до тогаш ние нема да влеземе и ќе си останеме. Меѓутоа во овој пакетот се дупнал оздо, ние сме испаднале, Албанија ќе продолжи натака, ние ќе дремиме во ќошот и нема да отидеме онома каде се ние местото. Некој навика и да не идат, че не примат.
Ама ако ќе нема, кој ќе не прима и нас? Ама тоа може после 20-30 години. А до тогаш нашиот стандард, нашиот живот, значи кај сега е на нула, ќе биде испод минус 50 нула, под нула. Не еднаш за секојаш треба да сватиме. Каде што одат сите, треба да одиме и ние. Не да удираме со глава во зид. Македончиња вакве. Па македонци сме сите, меѓутоа да го избереме најправиот пат, најреалниот пат и да отидеме кај што одат сите. Па ако е лошо за нив, и нека е и за нас лошо. Меѓутоа ако е добро за нив, сигурно толку земји се таму. Благодарам многу. Подсетување, само и внимавајте на време траењето. Тајмерот отчукува 90 секунди. Тоа е за едно излагање и еве повторно ве префрлам и охрабрувам на Facebook профилот Црвена линија да продолжите со коментари. Имаме нов од Винг Чун кој што напишал: дали ви е јасно дека нема да влеземе во ваква ЕУ? И да влеземе некогаш ќе биде некој тип на југоисточна ЕУ распадната. Се сменивме устав, име, знаме. Секогаш некој ќе се најде на патот да не спречи додека не се обезличат целосно, да нема ни М од македонското. Ова се фашистички барања од Европската унија. Адвокатот Тони Менковски изјави дека на бугарите им е наложено до декември да го внесат македонското малцинство во устав. Ние ве прашуваме во Црвена линија дали владата со новиот пристап во односите со Бугарија прави чекор напред или чекор назад кон Европската унија. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Ајде, добар дојдовте, дојдовте на работа. Благодарам, добре ве најдовме. Слушайте, Тина, јас сам човек возрастен кој е запуштил Македонија пред 60 години. Сакам да ви кажам, ова што државата, што е водат луѓето, сега тие ќе исправат сите тие назадни работи што ги правиле. Ми имаме свој код на државата. А со таа влада јас имам многу нада. И затоа со бугарите ќе ви кажам една друга работа. Мојот татко е учител со оне професор. За да го побугара, му давале работа, му давале свашта, али он не се е предал. Едини човек кој е бил во струмичка околе. Сакам да ви кажам, не задуваме. Ово Мицкоски, тоа е борба. И вие сте борба као телевизија. Затоа треба да си ја подпомогнеме. И председателката, и господинот Мицкоски. Народот Македонски. Не смееме да се плюваме еден со друг. Не треба. Бугарија е во скрипат. Затоа што мора да ги исполни сите тие Благодарам вам за одговорите, се разбира, во Црвена линија и еве од она што пред малку се случи, ќе потсетам уште еднаш, ве замолувам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди одбројува за едно јавување, но се додека траеме, се разбира, имате можност повторно да го завртите нашиот број 023070005 и задолжително да се намали тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Поздрав дојде до тебе. Големо благодарам. Ние сме во процедурија. Секој дете, кога децата нашите таму. Која процедурија? Што ти ни да нас Европска унија, кога за старите не тебе? А еве, дали владата со новиот пристап во односите со Бугарија според вас прави чекор напред или назад кон Европската унија? Не. Со Бугарија никој не може да се договори. Бугарите не се те луѓе, бе. Бугарите, па таки кај працал од бугарите, не од германците. Био овие са не се народ. Сад претот нека. Они не признаваат, не признаваат македонско малцинство. Сега, како? 18 години. Да не може Европа да ги натера да признават македонско малцинство. Што мара тоа Тина? Кој е тоа Тина? Поздрав. Поздрав, благодарам и за денешното ваше учество во Црвена линија. Добар ден.
Добар ден, Тина. Поздрав. Поздрав до вас, еве сме во Ви новата благодарам. сезона со прашањето дали владата според вас со новиот пристап во односите кон Бугарија прави чекор напред или чекор назад кон Европската унија? Вака, Тина, ние никогаш да сме имале добри односи со Бугарија. Без разлика на години и во изминатите години во бивша Југославија, секогаш ни биле нарушени односите со Бугарија. Така да Бугарија изгледа еден од најнегативните соседи. Не знам како да се изразам покултурно, да не кажам дека ни се најголемите непријатели на Балканот. Меѓутоа, тие дека се свестат, еве им пример, Грција им како им дозволи на Албанија и покрај тоа што има меѓусобни проблеми тамо некои со некои градоначалници, али Грција испадна соседна држава на Албанија и ги пушти, им даде зелено светло. Со Бугарија ние сме имали и ќе имаме проблеми, без разлика дали е на власт СДСМ, ДПМН, не можеме да се справиме затоа што нивните барања и нивните услови што ги поставуваат, стварно се мислам дека немаат тука коректност и не може никој мене да ми ја земе историјата, не може никој да ми каже дека не сум македонец. Ако он каже дека ја не сум македонец, за мене не се Бугари. И Бугарија нека продолжи така, нека не кочи. Меѓутоа, ќе дојде времето, еден ден, кога со допри цек, со камата, ќе им вратиме. Македонија е стварно мала земја, али многу силна, гледајќи како и Европа и сите се однесуваат со нас. Изгледа стравот ги... Благодарам многу и вам за јавувањето од црвена линија. Внимавајте на оние 90 секунди и секако еве ќе ве потсетам да не заборавите секогаш да кликнете и на tilma.com.mk да бидете навремено и целосно информирани. А еве можете да го задржите вниманието и на овој наслов, каде што се вели дека Европската комисија очекува старт на преговорите по кластери со Северна Македонија, штом таа ги исполни договорените критериуми. Меѓу другото, Ана Писонеро, која што има изјавено е дека нашиот став е многу јасен. Комисијата со нетрпение очекува почеток на преговорите по кластерот основи вредности, што со Албанија и со Северна Македонија, што е можно поскоро, откако Северна Македонија ќе ги исполни релевантните критериуми што се договорени со Советот. Колку за подсетување се разбира, ова го изјави потпаролката на Европската комисија за проширување соседска политика и меѓународни партнерства Ана Писонеро. tilma.com.mk поцелосно се разбира да се информирате и секако да прочитате многу повеќе и за оваа вест. Се враќаме на вас, драги мои. Добар ден. Добар ден, господја Тинче. Голем поздрав до вас, господине Златко, во новата сезона. Добре дојдовте. Големо благодарам. И нашата Телма телевизија, екипата. Така, благодарам многу во името на редакцијата на Црвена линија. Кои ќе бидат вашите одговори на ова прашање денес? Видите, господја Тинче, ние имаме не 3000 бугари, ние имаме многу бугари кај нас кои се доброволно пријавија дека се бугари и шетаат по европските метрополи и работат тамо. Ама за корка леп работеле. Тоа не може да го стори ни човек пред смрт, да се откаже од своето државјанство. А ние мора да бидеме како ветрот и сонцето со нашиот источен сосед. Значи, ние го имаме на знамето сонцето. Ние мора да бидеме добри, не да бидеме подложни на провокации, него да бидеме доста мудри, да ќутиме, ветрот е многу појак, него сонцето. Сонцето е најако. Ние треба по тој пример да се понашаме. Имајте убав ден, господја Тинче, вие и нашата Телма телевизија. Благодарам во името на вашата и наша телевизија Телма и секако од редакцијата на Црвена линија. Добар ден. Да видиме кои ќе бидат следните одговори на 023070005. Добар ден. Дали се слушаме?
Добро, во меѓувреме додека очекуваме да слушаме нов одговор на прашањето кое што го поставува денес Црвена линија, тоа е дали владата со новиот пристап во односите со Бугарија прави чекор напред или назад кон Европската унија, да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав. Мислам дека владата не прави чекор ниту напред, ниту назад. Владата останува на истите ставови, сака во Европа да се шверцува со удбашкиот пројугословенски идентитет на македонците, а не со илиндескиот идентитет. Владата сака да го шверцува македонскиот идентитет во Европа и затоа е ставено ветото. Благодарам и пријатно. Ви благодариме и вие што бевте дел од Црвена линија, куси, но и јасни. Добар ден. Ало, добар ден, дали сме во емисија? Да, во Црвена линија сте, повелете. Голем поздрав до вас. Голем поздрав и до вас секако. Да, многу краток ќе видам. Исто ги поздравувам сите овие гледачи што претходно се јавуваат. Гледам дека поседуваат доста информации, су доста начитани луѓе, прекрасни луѓе. Само кратко да ви кажам дека сите тие што се јавуваат треба малку подобро да читаат, затоа што и Киро Глигоров кажа, како председател на Македонија, дека ние немаме ништо со словените и нашата држава е од 45-та година, а македонскиот јазик самиот Блаже Конески и Круме Кепески кажуваат дека е од 1945. А што ќе кажете вие на прашањето дали владата со новиот пристап во односите со Бугарија прави чекор напред или назад кон Европската унија? Не бе, одлични се владава, зашто тие викаат бугари не во уставот, пола влада има бугарски пасоши. А ви се чини дека со внесувањето на бугарите во уставот ќе се смени нешто подобро во нашите животи? Не, ништо да се смени, одлично е све. Тие што му требаат пасоши више се заминати во Европска унија. Добро, тоа би било се или имате да... Да, ви благодарам. Да, големо благодарам и вам. Секако останете да не следите и понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Благодарам. Па, треба да читаме. Треба да читаме, меѓутоа треба да знаеме и да го разбереме тоа што сме го прочитале. И треба да го разбереме тоа што сме го слушнале. Ама само ако читаме без да разбираме, нема фајде. И сега владата не прави ништо, јас би рекла. Ни напред, ни назад. Затоа што вака не може да одиме ние напред. А не може ни назад, оти сме си само бендисани. Колку владата употребува погрдни зборови за нашите соседи, во случајот за Бугарија се збори, толку незините поддржувачи се разорлуваат и они истото го прават. Со омраза не може да се оди напред. Само со почитување на еден кон друг. Ние прво сами во државата не се почитуваме и сега виновни ни се бугарите и сите други околу нас себе. Денеска цел ден по медиумите се збори, одвоени, вака, извадени, и криви се овие, криви се... Сами за све сме си виновни. Сега сме се вратени во 46-та. Искра било да не чуе злото, уште граѓанска војна ни фали, не дај Боже. Значи, таква ни ситуацијата, затоа што ние имаме многу слабо стопанство. Ке видиме тие 2.500 во март, дали ќе има од каде да се земат, да им ги дадат на пензионерите. Европската унија повеќе не чути некој да навредува секој ден со погрди зборови. Сака да не уништи, сака да не сотре, не е гајле за нас, еве сега нека биде на нашата влада. Благодарам многу. 90 секунди е време трењето, мерете го времето, затоа и го објавуваме тајмерот на екраните. Добар ден. Ало, добар ден, Митре Пиловски, село Пријат. Голем поздрав до Прилепчани преку вас, повелете. Јас имам една идеја која што ја ширам за федерација на држави на планетата Земја. Ве слушаме. Најверојатно Црвена... Тука ли сте? Тоа значи, ако Македонија одржи еден светски самит и ги покани сите држави во светот, да, тука сум.
ако Македонија одржи еден светски самит и покани сите држави со единствена точка, предлог за формирање на федерација на држави на планетата Земја, она ќе биде основач на нешто ново светско движење, така да постепено, спонтано, сите овие Европска унија, Обединените нации, НАТО и сите останати организации ќе се претопат и ќе исчезнат со формирање на таква светска федерација на држави на планетата Земја, затоа што ќе има траен мир во светот. Значи имам програма како тоа да се направи и македонската држава да стане центар на светот. Не ние да молиме, него тие да идат кај нас. Така да, ако го прифатат мојот предлог да одржат светски самит во Скопје со единствена точка да се произнесат сите држави во светот и да биде таа организација со центар во Скопје, тогаш сите ќе идат кај нас, а ние нема да молиме ни за Европска унија, ни за никој. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, добре ни дојдовте во новата сезона. Добре дојде ти, вие добре дојдовте. Па еве, кои ќе бидат вашите одговори? Вака, ја не се слагам со претходниот пред мене гледач. Како ние треба на коленци да ги молиме, па и Европа, па и сите? Па никако ние треба да бидеме нула и за да му угодувам на Бугарија. Ма не ги шишам никогове. Он мене не ме цени како човек. Како македонец не ме цени. Па нека јас сум од Источна Македонија. Тие тамо што се македонци и албанци и роми, тие не смеат да се кажат дека се роми. Тие се кажуваат дека се бугари. На нив името им е Калина, Малина, нема нивното име. Како ние треба да застанеме пред нив и да на коленци да му се молам? Ма кој е он бе? Нема, додека он не се покори, и ја нема да се покорам. Така не иде. Ја на него ќе му бидам под чизмата и ќе ме гази. Не може така. Тие се опасни луѓе. Само кој не ги знае. Толку ви благодарам, прости ако греши. Ништо не сгрешивте и ние ви велиме големо благодарам за одговорите. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте? Да. Па еве, дали владата според вас со новиот пристап во односите кон Бугарија прави чекор напред или чекор назад кон Европската унија? Додека американците владеат во Македонија, нема никаде да биде добро за нас и за бугарите. Они овој гледат македонскиот народ да го уништат, да не постои. Значи, американците го прават све овој, никој тук не го прави. А Мицкоски, председателката тој, кој било, не може да направи ништо, осем американците не нас уништујат. И тие треба еден ден да ги дое Русија да ги каже напорот во државата. Што мислат, они мислат дека ми смо говци, говеда смо. Кој ги учира гонците сега против Македонија? Ама еве кажете ми конкретно на прашањето според вас, дали ви се чини... Тоа е на прашањето. Ако не се американците, ми с бугарите никога нема да карамо. Него они гледат македонскиот народ да го уништат начисто. Тоа е срамота. И треба да ни се каже да дам амбасадор кога беамо ми кога имаше штрајк во Скопје, што бега она? Значи уништуе го македонскиот народ. Дали со, кажете ми ова, дали со внесувањето на бугарите во уставот ќе се смени нешто на подобро? Што кажат бугари у устав македонски? Зашто македонците не ги објават во нивниот устав? Не можете во уставот ми да ги уведеме нима, а они да нашите македонци да ги уништуе само и да ги матертира. Треба македонскиот народ да се свеси и не сме да дозволимо. Ја го слушам ги некои тако се збори. Абе, 90 секунди тајмерот, благодарам многу за одговорите. Добар ден. Поздрав, телевизија 2006 демократија, 2007-2008 демократија, ВМРО демократија имаше уведена емисијата, текон емисија за народ граѓанско мислење. Само во граѓанско мислење некои домашни преданици го злоупотребуваат. СДСМ е злосторничка партија, се видео 91 трговија, име, јазик, се продава, уништува фабрики.
Значи, се само да не е никой на власт, се да уништат, за да може да се спасат. Страна, милионери, милиардери... Ајде на ова прашање, ве молам, дали владата... Прашање да кажа, владата прави напори, прави намерно да вие сега се труди, се грижи, се да и ги заде, да зачувам јазик и историја, се да зачувам. Вие се откажале македонско, не ни се ни криви. Добро, во однос на патот кон Европската Унија, дали со новиот пристап се прави чекор напред или чекор назад? Се прави чекор напред и реформи ќе има животниот стандард, ќе се подобре, ќе се намали невработено со инвестиции, граде се. Значи, се гриже ВМРО да помане, а овие засторици, како да речем, вие се акции за пари, се продават уништуват, никој да не е на власт. Они пречките ги направи, они сметат таа СДС, таа сорта, Македонија да не... Ви се чини дека со внесувањето на бугарите, ве молам, уште едно анкетно прашање ни ова, дали со внесувањето на бугарите во Уставот ќе се смени нешто на подобро во нашите животи? Не, тоа не сме да се случи, предатство е тоа, капитулација, се се подпишале они тоа, се откажана се македонска историја, јави дека ваш бугарски. Така, благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Дали се слушаме? Одлично, повелете. Вака сега, нема ни чекор напред, ни чекор назад Македонија во ЕУ со пристапот. Еве зошто. Затоа што душманите од Запад не планираат Македонија никогаш да влезе во ЕУ. Нивната цел е да го бугаризираат македонскиот народ со подпишување на штетни договори од страна на предавниците на СДС што беа. Тоа е целата приказна. И со овој бугарскиот договор ќе биде почетокот на бугаризација. Владата ја поддржува со тоа со одложено дејство, тоа значи на светиникат кој ќе влеземе во ЕУ. Тоа значи, тоа е поволен потез, но душманиве од Запад ќе вршат притисок на нашата влада и не сме нашата влада да подлегне под тој притисок. Со оние нивните финти ние ќе ви гарантираме дека ќе влезете во ЕУ, дека нема да имате други сопки, а бугарите ќе ставаат сопки после тој договор уште повеќе, се додека не признае Македонија, македонскиот народ дека постои од 45-та и дека Илинденското востание е бугарско. Тоа е толку едноставно да се разбере, но се плашам дека ако не успеат да ги притиснат нашите политичари патриоти од ВМРО, да подлегнат за менување на Уставот, се плашам да не направат граѓанска војна одека, од калето, каде што ќе биде многу тешко за македонскиот народ. Благодарам. Благодарам многу и вам за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ја поддржувам владата со новиот пристап. Мислам дека единствено исправно е никогаш бугарите во Уставот. Дали ме слушате, извинете? Да, продолжете. Се слуша? Никогаш бугарите во Уставот. Многу им се лоши намерите, продолжува проектот за поделба на Македонија и бришење на македонците. Токму затоа владата вели не. Благодарам. Таква чув изјавата од господинот Митковски. Еден разузнавач бугарски рече: ние нема потреба да се бориме против македонизмот. Ова пред 2-3 дена изјава на бугарски разузнавач ви пренесува. Нема потреба да се бориме против македонизмот. Тоа одлично го прават албанските партии во Македонија. И најголем вика непријател на македонците се албанските партии. Тоа јас само ви пренесувам разузнавачот со вели. А исто така и за премиерите нешто кажа. Рече, овој Мицковски е паметен и информиран човек за разлика од оној идиотот. Ве молам изборот на зборови. Само момент, кажете ми еве според вас, конечно, дали со новиот пристап според вас се оди еден чекор напред кон Европска унија или еден чекор назад? Ниту напред, ниту назад, туку стоп на бришење на македонците. Ете тоа е мојот одговор. Така. Благодарам многу за вашиот одговор и секако за учеството во црвена линија. Сега ќе продолжиме со рекламите, по рекламите и резултатите од анкетата. По
по рекламите во Црвена линија повторно, но со цел да ги соопштиме и резултатите од денешната Инстаграм стори анкета, ве потсетувам за следете на Facebook Црвена линија, секако профилот на Телма на Facebook и на Инстаграм Црвена линија. Еве како одговорија на прашањето денес оние кои што не следат на Инстаграм. Дали со внесувањето на бугарите во уставот ќе се смени нешто на подобро во нашите животи? Со да одговорија 39%, а со не одговорија 61%. Секако на анкетата и преку коментари на Facebook можете да продолжите и по завршувањето на Црвена линија со ваши коментари и гласање, а ние се гледаме утре во нашиот термин за Црвена линија. До тогаш, довидување.